Ajde kolena pred Него свиткајте, молитва покајничка говорете, и на сите веднаш простете. Исусе, те примаме во срце. Исусе, Исус напред, ние по Него. Никого не осудувам, простувам, победувам. Волјата Твоја ја прифаќам. Исусе, те љубиме од срце. Исусе, Исус напред, ние по Него. И никого не осудувам, пред Исуса коленичам. Во срцето мое всели се. Исусе, те љубиме од срце. Исусе, слава Ти, Господи Исусе Христе. Не плаши се, само верувај, останете во мојата љубов. Мир вам, Маврово -7 степени. Слава Ти, Господи Исусе Христе, што ме грееш во срцево, што ми даваш сила, мир, љубов, долгоденствие. Зборувај низ мене, татко мој, нека секое слово ги допре оние што имаат потреба од Твојата милост и од Твојата љубов. Те сакам, Господи Исусе Христе. Ти благодарам што со полна радост во срцето ме научи да ја прифатам Твојата волја. Зборуваме за Јован 17 глава. Исусовата молитва. Исусовата молитва. Слава Ти, Господе. Ова го кажа Исус. Претходно имаме Јован 16:33. Ова ви го реков, за да имате мир во мене. Знаете, мирот свој ви го давам, вели Исус. Ако сакате мир, поканете го Исус да дојде и да живее во вашето срце. Мирот свој ви го давам. Слава Ти, Господи Исусе Христе. Ова ви го реков за да имате мир во мене. Во светот ќе имате маки, но не плашете се, не плаши се мало стадо, не плашете се, зашто јас го победив светот. Татко мој, зборувај низ мене, Ти благодарам што и овој ден правиш огнен штит околу мене за Твоја слава. И на -7, -10 степени, топло ми е во срцево. Ова го каже Исус, па ги подигна очите своји кон небото и рече: Татко мој, Оче, имам една песна. Дојде часот да се прослави, да те прослави Синот Твој. Значи ги крире Оче, дојде часот. Прослави го својот Син. Ние сите ќе имаме час за прослава. За да те прослави Синот Твој. Те сакам, Господи Исусе Христе. Како што си му дал власт над секое тело, та на се што си му дал, да му даде живот вечен. Јас те молам за сите оние што си ми ги дал, да издржат, да им дадеш сила, да ги укрепиш, да останат во Твојата љубов, да победуваат со љубовта. А животот вечен е тоа, да те познаат Тебе, Исусе. А животот вечен е тоа, да те познаат Тебе, единиот вистински Бог. Значи, живот вечен имаш ако го познаеш Исус. Но што значи да го познаеш? Што значи да го познаеш Исус? Тоа е добро прашање. Го познавам таму, го имам видено негде пред некое време, во некоја црква, на некој ѕид. Не. Да го познаваш во твоето срце, да му дозволиш тој да живее во тебе, да му дозволиш да те обучува во љубовта, да му дозволиш да те усовршува во љубовта, да те научи да ги љубиш сите, да бидеш пријател Божји, да те познаат тебе, единиот вистински Бог. Тоа е живот вечен, испратениот од тебе, Исус Христос. Те сакаме, Господи Исусе Христе. Јас те прославив на земјата, зборува Исус, го извршив делото што си ми го дал да го извршам.
Секој од нас треба да го изврши делото. Кое дело? Па ти пратил некој човек да го љубиш, да му сведочиш, да го донесеш до Исус, да му покажеш како го даваш животот свој за браќата. Те сакам, Господи Исусе Христе. И сега прославиме Ти, Оче, во Тебе самиот. Ние зборуваме за единство, за соединување, напуштање на телото и во дух соединување, во големото царство, во вечното царство на Божјата љубов, на татковата љубов, љубовта која никогаш не престанува. Зборувам малку побрзо, бидејќи е ладно. Но со Исуса се греам. Љубовта никогаш не престанува. Он вечно не се љути. И сега прославиме Ти, Оче, во Тебе самиот, со славата што ја имав во Тебе, уште спред светот да настане. Значи, Негова е славата. Не е земна, на Отецот, кој ја бара својата слава. И силата е Негова. Ќе видите по извесен период дека силата не е ваша. И славата, и царството. Уште светот пред да настане. Светот е станат само затоа за да можете да станете луѓе и да го изберете Исус. Го објавив името Твое на луѓето што си ми ги дал од светот. Тие беа Твои, групата се вика Исусови сотрудници, Исусови пријатели, Исусови соработници, Исусови сонаследници, синови и ќерки Божји. Тие беа Твои, Ти ми ги даде, го запазија Твоето Слово. Што значи да го запазиш Словото и да го познаеш Исус во твоето срце, да го познаеш според постапките на љубовта. Да го запазиш Словото значи да ги љубиш сите, да останеш во љубовта. Што и да се случува, ти остануваш во љубовта. Сега разбраа дека се што си ми дал е од Тебе, Татко мој. Зашто зборовите што си ми ги дал, Ти зборува низ мене, не јас, им ги предадов и тие ги примија и разбраа на вистина дека од Тебе сум излегол. Исус вели и јас велам исто и поверуваа дека Ти си ме пратил и се враќам пак кај Тебе. Од Тебе излегов и се враќам кај Тебе. Сите сме излегли од Отецот. И јас за нив се молам, само некои веќе не се свесни, мислат дека сами себе се создале. И потоа треба да поминат фаза на отплата на нељубовта собствена, бидејќи немате љубов доволно. Без Исус немате доволно љубов да ги љубите сите, зашто Тој треба да ве учи. И се мое е Твое, и се мое е Твое, и се мое е Твое. Му предаваш се и добиваш се. И се прослави во нив. Веќе не сум во светот, но Тие се во светот, а јас идам кај Тебе, Оче мој свети, запази ги во Твоето име, оние што си ми ги дал, сите, за да бидат едно како што сме и ние. Дај им сили да издржат, да се додржат, да простуваат, да не осудуваат, да се радуваат со се што доаѓа. Додека бев со нив во светот, јас ги пазев во Твоето име. Оние што си ми ги дал, ги зачував, и никој од нив не погина, освен погибелниот син Исус, за да се исполни писмото. Он го даде својот живот, ја пролеа својата крв, плати за гревот, зашто без Исус се вели око за око, зап за зап. Те сакам, Господи Исусе Христе. А сега се враќам кај Тебе, ова му го кажувам на светот. Татко мој небесен, се враќам пак кај Тебе. А сега се враќам кај Тебе и ова му го кажувам на светот, за да имаат во себе мојата полна радост. Се што доаѓа треба да прифатиш во радост, да го познаеш Исус, пазете, да останеш во Словата и се што доаѓа со радост, да не мрмориш. Јас им го предадов Твоето Слово и светот ги замрази, зашто Тие не се од светот и јас не сум од светот. Како што и јас не сум од светот, вели Исус. Јас знам дека ова заминува. Ќе оставам се земно и ќе заминам горе. Кај моите браќа и сестри, ангели, синови на Севичниот Бог. Но не се молам да ги земеш од светот, туку да ги запазиш од злото. Запазиш од злото, значи треба да го извршиш тоа што ти е дадено. Го извршив делото што си ми го дал да го извршам, 17:4 Јован. Тие не се од светот, како и јас што не сум од светот.
а луѓето се врзани во светот и се држат за светот, за семејството, за роднините, за материјалното. Посвети ги со својата вистина, Твоето слово е вистина, а тоа е љуби го својот ближен како себе си, тоа е вистината. И ако действуваш во вистината, таа сама ќе ти се отвори, духот на вистината ќе ти ја каже сета вистина. Како ти мене што ме прати во светот, јас ги пратив во светот и за нив јас се посветувам, та и тие да бидат осветени преку вистината. Значи, повикани сме на осветување на нашето тело, да ги чуваме телата и душите чисти, скапо сме платени. Те сакам, Господи Исусе Христе. Но не се молам само за нив, туку и за оние што преку нивните зборови ќе поверуваат во мене. Ќе поверуваат во мене. Пазите, да го познаеш Исус, да остане Твоето слово, да ги извршиш делата за кои те пратил, да поверуваш во Исус. Што значи? Да љубиш како Исус. Тоа значи. За да бидат сите едно, како што си ти, Оче, во мене и јас во тебе, па така и тие да бидат во нас едно, и да поверува светот дека ти си ме пратил. Значи, ние зборуваме за духовно соединување во Исус и во Отецот Небесен. Значи, нашата духовна природа да се разбуди, да примеме наплив на љубов и сила и да ги љубиме сите. И потоа сме спремни, ќе поминеме низ огнот на љубовта. За да бидат сите едно, да бидеме едно со Него. Тоа значи волјата Негова и силата е Негова и царството е Негово кој е во нас внатре. Па така и тие да бидат во нас едно и да поверува светот дека ти си ме пратил. И славата што си ми ја дал, ним им ја дадов, за да бидат едно како што сме ние едно. Едно во Отецот, едно со Исус, една е црквата. Јас сум во нив и тие се во мене, за да бидат во се едно и да се дознае светот дека ти си ме испратил и нив си ги возлюбил, како што мене ме возлюби, како што Исус го возлюби и секого од вас те љуби Отецот и да чека долготрпеливо да се покаеш, да ја оставиш својата нељубов и несовршенство, да му се предадеш да те обликува, да научиш да љубиш, да го љубиш својот ближен како самиот себе си. Ете, тоа е христијанство, друго христијанство нема. Не мора да цитирате, да рипате, да скокате, да пеете, да палите, да гаснете. Потребно е само да љубите како Исус. Амин. Јас сум во нив и тие се во мене, за да бидат во се едно и да дознае светот дека ти си ме испратил, татко мој, и си ги возлюбил како мене што ме возлюби. Оче, татко мој, татко небесен, сакам и оние што си ми ги дал да бидат со мене како што сум јас, за да ја гледаат мојата слава што си ми ја дал, зашто ме возлюби уште пред да се создаде светот, зборува Исус Христос, во кого пребива семокниот Бог, со сета Негова полнота. Значи, не изговори Исус ни еден збор, ја исполнуваше Божјата волја, не зборуваше од себе, туку Отецот, Духот на Отецот зборуваше низ Него, и така треба и ние да дојдеме до тој степен. Ние зборуваме од себе и мислиме дека сме христијани. Оче праведен, светот не те позна во Исус. Јас те познав и овие познаа дека си ме испратил. Им го објавив името Твое и ќе ги известувам. Ќе ги известувам та љубовта со која ме возлюби ти, татко мој, да биде во нив. Љубовта да биде во нив и јас во нив. Значи, поентата е љубовта да биде во тебе. Во секого од вас. Ако е љубовта во тебе, Исус пребива во тебе и ти ги љубиш сите и им простуваш на сите и имаш сила да не осудуваш и имаш сила да го љубиш непријателот свој и имаш сила да одиш за браќата, да им ја дадеш кошулата, долната облека и имаш сила да ги благословуваш оние што те колнат, да ги љубиш оние што те гонат и да ги љубиш сите и да победуваш со љубовта. Те сакаме, Господи Исусе Христе, во името на Господи Исус Христос, сила Исусова за секој оној кој ќе рече: Исусе, дојди во моето срце и помогни ми. Им го објавувам името Исусово на сите, да ги известам за љубовта со која ме возлюби ти, та
да биде во нив љубовта и јас во нив те сакам, Исусе, и ти во нив ти благодарам, Исусе. Има интересни книги и Светото писмо е дух, ние го читаме телесно, луѓето се расправаат. Знаете, има едно правило соло скриптура кај протестантските заедници Мартин Лутер Кинг. Не е баш така. Словото без дух е мртво. Значи спиритус недостасува. Само верба исто не е добро, верата без дела. Погрешни доктрини. Сега читам едни интересни книги кои ги има објавено, 41-та тематска книга, Лоренс Новосел. Значи тоа се појаснувања и толкувања, иако го напаѓаат протестантите. Што е суштината? Објаснување во духот. Значи, нема да ве оставам сираци, нема да ве оставам сираци, вели. Ке се грижам за вас како за татко. Видите, тој ке се грижи за нас. Тој не љуби сите. Доволно е тоа што кога ќе повикаш од срце, тој се јавува. Значи, ние не можеме на земјата да живееме без водство, бидејќи не го гледаме духовниот свет, се случува војна за души. Значи, тогаш, кога не го слушаме гласот на наши, кога не му дозволуваме на љубовта Исусова да влезе во нашето срце, ние го следиме гласот, собствениот глас, гласот на нашиот противник, на противникот на Исус, на сатаната. И ќе не убеди дека нема Бог, дека сме отфрлени, дека нема љубов. Ние зборуваме за еден пат на љубовта. Пат во кој ќе го примиме Исус во срцето. И татковата љубов да се вратиме сите во Божјото царство. Нема да ве оставам сираци. Исус ни приготвил место. Значи, нас ни е потребно водство од страна на Исус. Неговата волја да не научи да љубиме, да почнеме да се менуваме, да го победуваме злото со добро. Значи, тој е добриот пастир, Матеј 18:14, кој нема да дозволи ниту една овца да биде загубена. Овците го познаваат гласот на пастирот и одат за него, а козите одат каде што сакаат. Тоа е суштината. Значи, таткото не љуби, го испрати својот син, толку не возлюби, ја пролеа својата крв, ни го покажува патот, треба да го повикаме неговото име, да мислиме на таткото небесен, на Исус. И ветувањето дека нема да не остави сираци, дека ќе ни испрати сила Исусова да надвладееме се со љубовта, да го пронајдеме во своето срце, зашто духот, самиот дух животен кој е во нас, е од него. И за да се вратиме во Божјото царство, овде сме на кратко време, минуваме, а горе не чека царство Божјо. Значи, еднаш кога сме го напуштиле татковиот дом, нашата вистинска природа е духовна, не е телесна. Духовниот човек, тело телесно и тело духовно, прво Коринтијаните. Значи, тој ќе ни даде сила да бидеме во состојба да чекориме по тесната патека што води кон животот, за да се вратиме назад по Царството Божјо. Знаете, тоа е една книга која е само појаснување. Нема да ве оставам сираци. Иван, Јован 14:18, проверете. 10:1-16, Матеј 18:12-14, Лука 15:11-32. Сетне и упреку да го познаеш Исус, да останат неговите слова во тебе, да ја примиш љубовта на Таткото Небесен во твоето срце и да го извршиш делото за што те пратил. А што треба да направиш? Па да љубиш. Се што треба да знаете од Светото Писмо е единствената заповед да се љубите еден со друг, како што и јас ве возљубив. Нема да ве оставам сираци, одам да ви приготвам царство, ке дојдам пак кај вас, не плаши се, само верувај, останете грлот од ладон во мојата љубов. Останете во мојата љубов. И поентата е да останеш, да застанеш, да прифатиш и да останеш во Исусовата љубов. Татко мој, ти благодарам и за овие слова, и за ова студ, и за оваа топлина, и за твојата љубов. И прифаќам се што доаѓа, ги благословувам сите оние кои ќе речат: Исусе, дојди во моето срце и помогни ми. Се покајувам за секој грев, се покајувам за гревовите на моите предци. Им простувам на сите, од срце им простувам како што ти, Исусе, им прости на сите. Никого не осудувам како што ти, Исусе, никого не осуди.
на крстот рече прости им татко, не знаат што прават. И ја барам и го прифаќам твојата волја во мојот живот, да се возобнови мојот ум и да разберам што е Божјата волја. И го барам Царството Божјо, за се да ми се придодаде. Те сакам, Господе Исусе Христе, слава ти Исусе, слава ти Христосе, татко мој небесен, се враќам пак кај тебе, татко мој небесен, се враќам пак кај тебе, љубовта Исусова во твоето срце. Амин. Ајде колена пред него свиткајте, молитва покајничка говорете, и на сите веднаш простете. Исусе, те примаме во срце. Исусе, Исус напред, ние по него. Никого не осудувам, простувам, победувам. Волјата твоја ја прифаќам. Исусе, те љуби ме од срце. Исусе, Исус напред, ние по него. И никого не осудувам, пред Исуса коленичам. Во срцето мое всели се. Исусе, те љуби ме од срце. Исусе, Слава ти, Господи Исусе Христе.